креирање на локалните политики во насока на подобрување на локалниот економски развој, како и подобрување на социјалниот аспект на граѓаните остануваат приоритети на локалниот економско-социјален совет. Општина Куманово почна постапка за формирање на нов локален економско-социјален совет, откако на претходниот состав му истече 4-годишниот мандат, информираа денеска од одделението за локален економски развој од општина Куманово. Трипартитното тело и овој пат ќе биде составено од членови на општината, синдикатите и работодавачите. И новото тело ќе ги детектира потребите на локалниот економски развој. Мандатот на оваа тело веќе истече оваа година и планираме сега ново тело, каде што веќе се спремаат тие дописи што треба да ги испратиме и до синдикатите и до Сдружение на работодавачи и до локалната самоуправа, каде што треба да назначат своји представници кои што ќе бидат во новото тело. Мислам дека вакви тела се формирани и на централно ниво и имаме во 15 општини во државата. Секако, мислам дека синдикатот ќе има интерес, има потреба од тоа. Ние тие контакти ги остваруваме со работодавачи од Скопје. Значи, таа е нивната централа каде што има своји членови. Ние испраќаме допис до кај нив од кај што тие назначуваат кои членови ќе бидат представници во телото. Локален економски социјален совет се бави со локалните политики во областа на економија, но во известниот период работевме и во локалните политики во областа на социјала. Значи, ако збориме од економскиот аспект, за време на кризата, кажавте дека се организиравме и имавме доста поделување на социјални пакети на самите фирми и компании. Па по иницијатива на компаниите, кога беше прекинат превозот, иницииравме преку локален економски социјален совет тоа да се пушти во градот. Од страна на владата тоа добивме поддршка. Па имавме средба со чевларите, каде што увидовме на проблеми со кои се соочувуваат, иницииравме на тие проблеми. Имавме контакти со премиерот на владата, каде што дел од тие проблеми што ги имаат чевларите беа разрешени. Па ни беше во посета вице-премиерот Битичи во општина Куманово, каде што наидовме на проблеми со месарската индустрија, каде што се увезува месо и месни продукти од надвор, што беа конкурентни за нашите, така да дел од тоа беше сепак разрешено. Тоа е иницијатива што ние го сакаме да продолжиме, да бидеме директно со самите фирми и компании, да видиме со кои проблеми се соочуваат и да видиме што можеме да решаваме на локално ниво, а што можеме доколку не можеме на локално тоа да го побараме, да кажеме од владата и од министерствата кои што се надлежни за таа проблематика со кои ќе се соочуваат. Пред пандемијата дека имавме проблеми со работната снага. Секако се гледа дека не фалат луѓе, не фалат лица, работници, значи во самите компании, затоа и бројот се намалува нагло. На предпоследната средба која што имавме на локален економски социјален совет, отворивме дискусија и тема за новите работни места и за работници. Донесовме некои активности кои што требаше да се дискутира што со постоечките работници, како да успееме да ги задржиме, дали тоа ќе биде со некои бенефиции од локалната самоуправа или од централното ниво за да ги задржиме. Сега гледам дека многу доаѓаат странци кои што работат и затоа и се намалува. Одливот на младиот кадар е доста голем, така да наидуваме на многу сериозни проблеми, некој период ќе имаме фирми, ама ќе немаме и работници. Претходниот совет беше во проширен состав со вкупно 13 представници од државни институции, како што се Агенцијата за вработување, Центарот за социјални работи и слично. ЛЕС формираше стратегија за локален економски развој, помогна во време на пандемијата, организираше средби со општински и државни институции, споделувајќи мерки за справување со енергетската криза. Локалниот економско-социјален совет Куманово е еден од најуспешните во државата.